почитувани! Добродојдовте во новото издание на нашата училишна емисија. Денес повторно ќе ви донесеме нови интересни содржини од животот на нашето училиште. Пред неколку дена со мојата колешка Теодора спомнавме дека во нашето училиште често се одржуваат презентации на различни теми, од здравје и екологија до култура и технологија. Точно така, Зорица. Еве, пред некој ден во Домот на културата Ацо Ѓорчев се одржа интересна презентација за девојчињата. Зашто станува збор, ќе откриеме од прилогот што не го приготви нашата новинарка Лилија. Денес за девојчињата од нашето училиште во Домот на културата Ацо Ѓорчев се одржа предавање на тема менструалното здравје. По тој повод со нас е докторката Розејана Јанева, специјалист гинеколог. Таа секојдневно работи со девојчиња и жени и им помага да го разберат своето тело, да се грижат за своето здравје и да се чувствуваат сигурни и информирани. Докторката ќе ни објасни што е менструалниот циклус, зошто е важна личната хигиена и како да се грижиме за нашето здравје во овој важен период од растењето. Добар ден, докторке. Добар ден. Што точно значи менструалниот циклус и како се случува? Менструалниот циклус е еден месечен циклус на хормонски промени кои што се случуваат во телото на жената, кои што опфаќа неколку фази: фоликуларна фаза, овулација и лутеална фаза или фаза на жолто тело. Целта на овие фази е да се спреми една јајна клетка во телото на жената да биде оплодена. Доколку истата не биде оплодена, слузницата на матката која што се припремала да ја прифати таа оплодена јајна клетка се isfrла надвор од гениталните органи во облик на менструално крварење. Менструалниот циклус во просек трае 28 дена, но постојат и физиолошки варијации плюс минус 1 дена, што значи може да трае од 21 до 35 дена, ако трае пократко од 21 ден или ако трае подолго од 35 дена, тоа не е нормална појава и во тој случај девојчињата тоа треба да го пријават и да побарат помош од доктор. На која возраст најчесто започнува првата менструација? Првата менструација најчесто започнува на 12 годишна возраст, односно кај девојчињата на возраст помеѓу 8 и 13 години започнуваат пубертетските промени, односно појава на секундарните полови карактеристики и на крајот на овој пубертетски период, значи тоа е околу 12-та година, се добива првото менструално крварење кое што е наречено менарха. Доколку менструацијата започне пред 8-та година, тоа не е нормално, се нарекува предвремен пубертет. Доколку започне, односно се уште не е започната до 16-та година од животот, исто тоа не е нормална појава, тоа се нарекува задоцнет пубертет и во тој случај исто така треба да се побара совет и преглед од доктор. Дали е нормално циклусот да биде направилен на почетокот? Да, сосема е нормално во првите години од кога ќе почне, значи првото менструално крварење, рековме се нарекува менарха и сите години после менархата се нарекуваат гинеколошки години. Првите 1,5 до 2 години гинеколошки, значи од почетокот на менархата, циклусите се неправилни затоа што тие се најчесто ановулаторни, значи циклуси во кои што нема овулација, нема правилен редослед на лачење на хормони и сосема е во ред, значи менструациите, односно менструалниот циклус да не трае 28, односно да неговата, да речеме, варијација биде помалку од 21 или повеќе од 35 дена. Меѓутоа, кај 25 до 50% од девојчињата, овие ановулаторни циклуси можат да продолжат и во наредните 4 години после првата менструација, односно после менархата, што ќе резултира со неправилни менструални крварења, најчесто дисфункционални крварења или тоа се нарекуваат јувенилни метрорагии и во тој случај повторно треба да се побара совет и преглед од страна на гинеколог. Како девојчињата може да препознаат дека наскоро ќе им дојде првата менструација? Па може да препознаат на тој начин што веќе ќе ги забележат тие пубертетски промени, односно ќе ги забележат тие секундарни полови карактеристики. Тие се јавуваат како резултат, значи на почеток на секреција на одредени хормони во телото на девојчето,
кои што ги прават овие карактеристики, односно се активира пората на надбубрежната жлезда, која што лачи еден вид машки хормони, кои што ја предизвикуваат влакнавоста под пазувите и во гениталната регија и започнува секрецијата на женските хормони, естрогените и прогестеронот од страна на јајниците, тоа се женските полови жлезди, кои што предизвикуваат, односно доведуваат до пораст на дојките, градите. Че кога ќе се појават овие карактеристики веќе, влакнавоста, пораст на дојките, следствено е значи да се очекува и првото менструално крварење, односно менархата. Кои се најважните правила за лична хигиена во текот на менструацијата? Многу е важно девојчето да научи правилно да одржува лична хигиена за време на менструалното крварење. Што значи тоа? Треба редовно да ја менува хигиенската влошка, редовно значи секогаш кога е исполнета или ако таа не се исполнува во целост, треба да се менува на неколку часа. Пред и по менувањето на хигиенската влошка треба добро да се измијат рацете. Многу е важно да се одржува личната хигиена, особено во интимната регија за време на менструалното крварење и важно е да се носи удобна облека, значи удобен веш, кој што ќе ја држи влошката правилно и нема да дозволи изместување или истекување на менструалната крв надвор на облеката. Дали е безбедно да се спортува или плива за време на циклусот? Да, сосема е безбедно да се спортува. Значи, за време на менструалното крварење, девојчињата треба да продолжат со физичката активност, меѓутоа кој тип на физичка активност ќе го одберат, тоа зависи од индивидуалната состојба и од индивидуалните потреби. Наместо потешка физичка активност може да се одбере некоја полесна, како што е јогата, возење на велосипед, пешачење, аеробик, пилатес и така натаму. Затоа што многу е важна физичката активност, ќе се подобри циркулацијата во долниот дел на стомакот и малата карлица, ќе се подобрат симптомите како што се болката и грчевите во стомакот, меѓутоа ќе се ослободат и хормоните на доброто расположение, ендорфините и на тој начин ќе се подобри расположението и девојчето ќе добие повеќе енергија за да си ги извршува секојдневните активности. А пливањето е безбедно исто како спорт, меѓутоа само доколку состојбата на девојката овозможува да користи одреден тип на заштита за да не истекува менструална крв надвор, заштита во смисла на тампони или менструални чашки. Колку е важно девојчињата отворено да разговараат со родителите и наставниците ако имаат прашања или грижи и да посетат гинеколог? Многу е важно девојчињата да разберат дека менструацијата не е срамен процес, не е нешто ненормално, не е нешто кое што треба да се крие. Значи, тие треба отворено за сите дилеми и сите прашања кои што ги имаат во однос на менструалното крварење, да ги постават било на своите родители, било на своите наставници. Важно е за да можат и да препознаат што е нормална, што е абнормална менструација, затоа во случаевите кога ќе се појават абнормални менструални крварења, многу е важно за здравјето на девојчето да се побара навреме лекарска помош. Ви благодарам, докторке, за исцрпната дискусија и за издвоеното време. Ви благодарам и на вас за интересот. Со овие информации докторката ни помогна подобро да го разбереме менструалниот циклус и важноста на личната хигиена. Секое тело е различно и секоја девојка расте во свое време. Најважно е да се грижиме за здравјето и да не се срамиме да прашаме кога нешто не е јасно. На денешната презентација збор земаа и членовите на младинската организација Период од Скопје. Оваа организација активно се бори за ставање крај на менструалната сиромаштија и обезбедува бесплатни и безбедни менструални производи. Исто така спроведува едукативни активности и поставува диспансери за влошки на државните универзитети низ целата земја. Со нивната работа тие ја подигаат свеста за една важна тема и предоднесуваат кон еднакви услови за сите девојки и жени. Добар ден. Како настана идејата за формирање на организацијата Период? Период Скопје настана во далечната 2020 година за време на COVID, кога голем дел од нас седеа дома и не знае како да го пополнуваат својот ден.
Во тој период во државата имаше многу мало истражување на тема менструална сиромаштија, која најде на фактот дека 15% од девојките не користат соодветни менструални производи, туку користат весници и различни тканини. Потоа заедно со моите другарки одлучивме малку повеќе да кренеме свеста на оваа тема, пред се преку креирање на содржина на македонски јазик на социјалните мрежи. Од тука тоа беше еден огромен бум и по завршување на пандемијата и сите превентивни мерки успеавме да започнеме со различни едукативни активности, работилници за млади од средните училишта, но исто така и од основните училишта. Нашата крајна цел беше да спробуваме малку поотворено за менструацијата, да се бориме против менструалната стигма, но исто така да кренеме свести за менструалната сиромаштија. Што точно значи терминот менструалната сиромаштија и како се одразува врз младите жени и девојки? Да, значи кога зборуваме за терминот менструална сиромаштија, не зборуваме само за недостиг на менструални производи. Тоа е на некој начин првото нешто кога зборуваме за менструална сиромаштија, односно младите девојки и жени не може да си овозможат да си купат или да набават менструални производи доколку тие не се достапни во местата во кои живеат. Но исто така, кога зборуваме за менструална сиромаштија, зборуваме и за недостатокот на информација, едукативни настани во склоп на училиштата, во склоп на формалното образование, потоа голем број на девојки и девојчиња не се свесни за она што се случува во нивното тело или што ги очекува. И на крај, кога зборуваме за менструална сиромаштија, исто така зборуваме за достапноста на какви се тоалети имаме и дали тие нели се во согласно со стандардите. Дали се започуваат, дали може да ги користат девојчињата, дали имаме достапен сапун и тоалетна хартија. И на едно повисоко ниво менструалната сиромаштија се нагласува исто така и со политиките кои ги имаме, која е цената на производите, колку данок плаќаме на производите и дали владата предвидува одредени мерки за или имање бесплатни менструални производи во сите образовни институции. Кои активности досега ги реализиравте за да се намали менструалната сиромаштија во земјата? Да, значи пред се една од големите работи кои направивме заедно со друга организација ТИТ и Реактор е спроведување на едно големо истражување на оваа тема која се нарекува менструална правда. Од ова истражување добивме доста информации и податоци кои ни помогнаа понатаму во застапувањето и зборувањето со општини, министерства и слично. Тоа истражување беше една од причините поради кои се намали данокот на менструалните производи од 18% на 5% пред 2 години. Понатаму имаме низа на едукативни работилници кои ги спроведуваме во средните училишта, основните училишта, но исто така и надвор од училиштата во соработка со општините, кои најчесто вклучуваат работилници за што представува менструација, што представува менструална сиромаштија, филмски проекции и слично. И на крајот минатата година, заедно со соработка со ДМ компанијата, обезбедивме бесплатни менструални производи и поставување на диспензери за истите производи низ јавните универзитети на територија на цела држава. Со какви предизвици се соочувате при обезбедување бесплатни менструални производи? Никогаш е многу тешко да им се даде на знаење на компаниите или на луѓето со кои работиме зашто е важно да се адресира ова прашање. Многу често постојат нејаснотии за како може некој да не може да си овозможи менструални производи или да си купи менструални влошки, но нели цената на истите варира. Исто така се покрива прашањето зошто е ова потребно да го правиме. Статистиката вели дека на ниво на нашата држава средношколките губат 36 денови од настава во споредба со нивните соученици бидејќи отсуствуваат поради менструација или менструални болки или пак немање на соодветни тоалети. Така пред се имаме проблем со делот на кривање на свеста на темата зашто е ова важно и исто така колкав импакт би имали сите тие влошки врз нели квалитетот на животот на девојката или девојчињата кои ги добиваат. Кои се вашите идни планови и цели за следните неколку години? Да, значи во моментов сакаме да се фокусираме малку повеќе на застапување, односно на носење на политики на едно повисоко ниво, кои ќе ги натераат нашите општини, министерства и сите оние луѓе кои носат одлуки во нашето општество да обезбедат бесплатни менструални производи во основните и средните училишта.
веќе постои стратегија за млади која вклучува акционален план и една од заложбите на нашата држава е тоа да се случи, но за жал успехот на таа стратегија или спроведувањето и набавувањето на вложки оди малку поспоро, па така се фокусираме на работа со општини, на работа со државни институции, за зашто е важно и зашто е важно да си останат на својот збор и да обезбедат бесплатни менструални производи. Сметате ли дека општините и самата влада на нашата земја треба да дадат свој допринос за поуспешна работа на вашата организација и на кој начин? Апсолутно, не само за нашата организација, туку и за напредување на прашањето на менструална правда и борба против менструалната сиромаштија кај нас. Многу е важно менструалната сиромаштија и менструалното здравје кои да трака под рака да бидат препознаени во документите на нашата држава, да бидат дадени никако вид на заложби или ветувања за исполнување. И исто така мислам дека со самата поддршка на организации како нашата и носење на политики кои навистина ќе ги сменат животите на девојките е еден од клучните фактори. Значи ние веќе имаме одредени на некој начин ветување кои ги има дадено, многу ни е важно тие да се спроведат со наша поддршка, со поддршка на поширока коалиција на организации со цел да се осигураме дека девојчињата не отсуствуваат поради менструација од училиште. Ви благодариме многу за вниманието. Благодариме многу за вниманието што ни го посветивте и ви посакуваме многу успех во понатамошните работи. Фала ви на вас многу. Разговорот со младинската организација Период ни покажа колку е важно да се зборува отворено за менструалната сиромаштија и да се преземат конкретни чекори за нејзиното надминување. Пред самиот крај на емисијата ќе видите слики од уште еден интересен настан од училиштето. Свечено отворање на ТВ студио кој предизвика голема радост кај сите членови во нашиот новинарски клуб. Се надеваме дека ви се допадна денешната емисија и дека секој од вас ќе понесе нешто корисно од неа. Ви благодариме што бевте со нас. Продолжете да не следите и до следното издание, кога повторно ќе ви донесеме нови приказни. До следната средба, поздрав и останете со здравје!